Откако пред неколку дена беше усвоен на владина седница, новиот предлог закон за построго регулирање на игрите на среќа е веќе испратен до собранието. И покрај бројните реакции од асоциациите од секторот, од владата остануваат на ставот дека законските измени се суштински, заради заштита на младите и семејствата од зависност од коцкање и секојдневната изложеност на игрите на среќа. Согласно законот нема да се именуваат ниту таргетираат поединечни приредувачи на игри на среќа, бидејќи целта е воспоставување системско решение кое ќе важи подеднакво за сите. Новите законски одредби предвидуваат еднакви правила, обврски и контрола за сите субјекти со акцент на заштита на јавниот интерес, младите и граѓаните. Велат од владата, во меѓувреме не стивнуваат реакциите од здруженијата и вработените во секторот, кои предупредуваат дека со измените десетици илјади луѓе би можеле да останат без работа. Од Асоциацијата на приредувачи на игри на среќа се согласуваат со ограничувањето на светлечките реклами и забраната за промотивно рекламирање во текот на денот, но остро се противат на воведувањето на дистанца од 500 метри меѓу објектите и училиштата. Од АПИС велат дека чекаат предлог законот официјално да биде објавен на ЕНАР, за целосно да ја разгледаат неговата содржина, пошто ќе размислат за преземање евентуални следни чекори, како организирање на протести. Бараме од собранието да покаже висока демократска свест, без јавна расправа, без да се чуе мислењето на експертската јавност. Секое предложување на постапката за носење на овој предлог за игри на среќа ќе биде штетен преседан кој ќе предизвика тешки правно-финансиски последици. Државата ќе изгуби најмалку 350 милиони евра годишен прилив од централниот буџет, што во моментов е 6% од проектираните приходи. Инаку ова не е прв обид за воведување на слични ограничувања. Во февруари 2024 година собранието усвои законски измени со кои меѓу другото исто така се предвидуваше обложувалниците и казината да бидат оддалечени најмалку 500 метри од училиштата. Сепак тогашниот председател Стево Пендаровски одби да го потпише указот, оценувајќи дека тој бил донесен со несоодветна употреба на европското знаменце и без широка дебата и побара нова, редовна и инклузивна постапка со вклучување на сите засегнати страни.